Niti jedno umetničko delo ne može da se sozdade i nikakvo znanje ne može da se postigne bez naporna rabota. Ovi otrnati zborovi od pišanih razmisluvanja na antički od filozof Demokrit, se glavno to moto i otvorečki od opusna Borko Lazeski, eden od poizrazitite individualisti vosovremenato makedonsko slikarstvo. Maj 1985. godina. Со нашата камера ги регистрираме последните мигови од подготовките на Лазески пред неговото заминување за далечно Мексико. Повторната покана од мексиканската влада за главниот град на оваа пријателска земја да изработи уште еден мурал е нескриено задоволство, возбуда, но и доверба која мора да се оправда. Ангажирани се сите творечки сетива на авторот, во потрагата за вистинската идеја, во осмислувањето на делото кое ќе биде огледало на авторовото ликовно реноме и името на македонското современо сликарство, деноноќно се раѓаат, отфрлаат, прифаќаат многу скици, нафрлени идеи, цртежи. Во таа непрекината потрага за вистинското решение, во сознанието дека ништо не е апсолутно, докрај изнајдено и решено, лежи вистинскиот творечки предизвик, авантурата на авторовиот творечки дух. Лазески знае дека последната вистина и за ова дело ќе биде кажана кога потезите на четкицата од неговата рака ќе ги испишат буквите на своето име и датум. Во ателјето на сликарот, од многобројните скици и представи за делото, веќе како да се чувствува здивот на делото, кое целосно ќе се роди на еден од монументалните ѕидови во Мексико Сити. Ова што го работам сега, тоа е на вториот мурал кој што треба допара да се прави во Мексико. Тоа дојде како резултат на сето она што се направи во 82 година на изложбите во Мексико Сити и на првиот мурал во Центарот за економски и социјални студии на третиот свет. Фактички сега се решава судбината на вториот мурал, затоа што ова сега што го работам, тоа се скиците, тоа се поидовните основи на она што ќе биде мурал. Сега затоа правам полно скици, полно варијанти има на таа тема, заправо да се најде и тематски и стилско решение на она што ќе биде таму, а тоа фактички за мене е најтешката работа во творештво, затоа што од кој ќе најдам пат по кој што ќе работам дотичната фреска, мене ми е останатото е техничка работа. Сега велам се мачам да најдам, да решам проблеми. Тоа е фактички еден формат од некои 10 метра на скоро 4 висина. И тоа треба и да се исполни, и да се реши, и да биде уметнички на висина, да биде тоа моје творештво. Темата сега е веќе позната, од прилика, не сосема, ми дава слобода да е во третманот, па и во темата, но една генерална, да речем, препорака е да биде темата посветена на годината на мирот, односно на мирот и на науката и технологијата, затоа што тоа е фреската ќе биде во технолошкиот музеј, во новиот технолошки музеј во Мексико Сити, кој што е лоциран во центарот на градот. Но јас покрај сето тоа ќе гледам што поќе да не само од она што сум јас како автор, како уметник, и имам голема желба таму на тоа место да стои еден детаљ, едно нешто што ќе потсетува дека ова фреска ја правил некој македонец. Мислам сега имам идеја да ставам некаде таму еден елемент од наша сликарија, во смисла народна сликарија, од некој килим или од нешто така, која ќе биде стилизирано и прилагодено и врзано со целата фреска. Во современото македонско сликарство, Борко Лазески е идејниот предводник за социализација и демократизација на уметноста, хуманизирање на човековиот животен амбиент и синтеза на уметноста воопшто.
Изразена преку монументалната ликовна техника, оваа идеја тој ја реализира на најфреквентните јазли во меѓучовечките секојдневни комуникации. Годината 1956 е година кога скопската јавност имаше можност да почувствува дотогаш недоживеано чувство на блискост со современата ликовна уметност. Во холот на железничката станица, Лазевски свечено ја отвори монументалната композиција од Народно-ослободителната војна. Како сведок и директен учесник во војната, оваа фреска беше негово широко обраќање кон луѓето околу него и таа стана сечија, општа својна, еден вид масовен медиум, потикнувајќи ги при тоа и освежувајќи ги хуманите, патриотски, револуционерни чувства кај масите, не откажувајќи се од револуционерното минато на својот народ, како содржинско начело во своите дзидни композиции, Лазевски со особен жар ги слика монументалните достоинственички представи на борци, кои ги будат во нас реминисценциите за индивидуалната митологија на авторот и минатото на еден херојски народ. За жал, фреската беше уништена во катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Делото физички беше уништено, но идејата остана бесмртна. Следејќи ги стилските карактеристики на фреската од Народно-ослободителната борба, Лазевски ќе изработи уште неколку вакви проекти на иста тема. Стилската определба што ги следи така речи сите дела на Борко Лазевски припаѓа кон една кубистичко, конструктивистичка и експресионистичка ликовна постапка, својствени и за нашето средновековно сликарство. Движејќи се во координатите на византиските фуги, кои му се блиски уште од деновите на неговиот престој во Париз, во ателјето на Андреј Лот, Борко Лазевски всушност создава под влијание на нашата средновековна уметничка естетика, но би се рекло во поуспешна ликовна верзија. Неговата палета повеќе се темели врз топли и студени бои, одошто врз светли и темни. Формите се драматични, потезите робусни, а површините на четката широки. Во Мексико многу често мексиканците, било уметници, било новинари, било културни работници, ми поставува прашање како сум дошол јас до тоа да се занимам со мурализам. Нивно убедување е дека секој муралист скоро во светот малтене мора да биде ученик или да е инспирисан или да е повлечен од мексичкиот мурализам. Јас тоа прашање ми беше многу интересно и радо одговарав и ги убедував дека ние во Македонија имаме и во Југославија имаме голема традиција на мурализам, нашите фрески византиски се живи, близу до нас, везне ги гледаме и дека мојот интерес за муралот е оттаму. Во сите негови идни проекти хармонично се преплетуваат темите од културно-историското наследство на нашата земја, неговата длабока убеденост за предимството на монументалното сликарство во социјалистичкото општество, желбата за обнова на нашите средновековни сликарски традиции, еманципаторските стремежи за современ трансфер на ангажираните содржини од минатото во сегашното суштествување, како и тенденцијата за расчистување на патиштата кон слободата на творештвото. Во кругот на научниот и ликовниот свет, па и пошироко,
Неоспорно е големото интересирање за средновековните уметнички дела од Македонија. Овој факт не изненадува кога се има предвид дека голем број споменици од територијата на Македонија понекогаш се единствена компензација за наполно уништените уметнички дела во метрополата на 1000-годишната византијска цивилизација. Монументалните композиции од нашиот средновековен фреско живопис оправдано се поставуваат на исто рамниште со уметноста на Западна Европа, создавана од големите имиња како Чимабуе, Дучо или Ѓото. На огромни географски дистанци се создаваат така речи идентични по ликовна концепција такви дела, кои се чини како да имаат едни на други силно влијание. Оваа композиција на оплакување од непознатиот зограф во црквата Свети Пантелеимон, а која датира од почетокот на 12 век, дури е посупериорна во реалистичкото прикажување на болката, отколку кај Ѓотовата пиета, која ќе настане 100 години подоцна. Драмско-експресивното остварување, кое го среќаваме во нашиот фреско живопис, оди до поетизирана идеализација со суптилна лирска нота, рамна на големите рано ренесансни мајстори, а кои секако никогаш не стапнале на ова наше тло. Согласно со принципите на естетските и теолошките барања во ликовниот живот на големите уметнички центри во Византија и на територијата на Македонија, со помош на црковните представници, ктиторите и римецените, се придонело пред очите на верниците да се реализира една посебно конципирана програма, со која се сакало меѓу другото да се создадат културни вредности кои ќе бидат јавни, достапни за светот, а поддржани и инспирирани од православната христијанска вера и незината етика. Овој совршен концепт секако не можел да се роди ни да даде резултати какви што имаме денес, ако не постоеше докрај изградениот идеолошки концепт, не само на црковната иконографија, туку во суштината на незината филозофија. Зашто кога се расте со вакви творби, кога тие го следат човекот од неговото раѓање до смртта, тие веќе престануваат да бидат декорација и стануваат посредници меѓу душите и бесконечните тајни на животот, меѓу реалното и трансценденталното, стануваат звезди водилки, заштитници, спасители или надежи. Затоа човекот духовно се соединувал, ги почитувал до обожавање. Како инаку би го оправдале постоењето на илјадниците цркви на еден географски така мал простор, како што е Македонија? Овој фреско живопис, насликан со наративен јазик, достапен и за најнеукиот верник на овој дел од Балканот, секако е радост и за нашите очи и душа денес. Во името на Бога, оваа уметност несомнено е правена од верски побуди. Меѓутоа со својата отвореност и достапност, всушност му била наменета нему на обичниот човек преку неа да учи и осознава низ естетската порака да го изградува својот дух и морал. Овие средновековни цркви и манастири со својот богат фреско живопис всушност се и првите ликовни галерии кои верникот несвесно ги прифаќал и обожавал. Како постојан посетител на овие отворени галерии, македонскиот човек живеел со оваа уметност во една перманентна интеракција меѓу времето, творецот и гледачот, а тоа се пренесувало од колено на колено до ден денес. Кога би се анализирала уметноста на овие најчесто анонимни мајстори на четкицата и бојата, би дошле до констатација дека до совршенство ја довеле оваа ликовна поставка, како на ликовен така и на естетски план. Решени се сите можни прашања кои го окупираат секој творец, идејни, уметнички и функционални. Би се рекло, идеја доведена до зенит. Поставени се и решени многу принципи што се вечно важички, универзални. Денес секако особено воодушевува принципот за незината јавна поставеност, односно за социализација и демократизација на уметноста, хуманизирање на човековиот животен амбиент и незината синтеза со архитектурата. Затоа денес не само што се восхитуваме на оваа уметност, туку и учиме од неа.
Верувам дека ако мексичките моралисти кои што се обучени во Париз и во Италија, ако имаа прилика да дојдат во Југославија и да ги видат нашите фрески, односно византиските фрески, ќе сигурен сум дека тие ќе потпадна под нивно влијание, односно ќе користа некои нивни елементи, затоа што византиската фреска е врхунско достигање ликовно и има многу нешто што може секој современ сликар да искористи, да се инспирира, да пронајди, да доразвие. Се разбира не да го копира, ами да го доразвие, затоа што, да речем, во однос на ритам, во однос на боља, тоа се фантастични достигања и не знам дали ќе се најди некој сликар на светот кој ќе одолее на тој изазов да се инспирира и да повлече нешто од нив. Меѓутоа, меѓу мексичкиот мурализам и она што ние го правиме денес, односно конкретно јас што го правам, има допирни точки, но тие допирни точки се поќе тематски, односно скоро исклучиво тематски. Тоа што и нивниот мурализам и она јас што го правам е врзано со нивната револуција, односно со нашата револуција. Хитлеровата окупаторска чизма не ја поштети ни Македонија. Во разбеснетиот вител на најбесмислената војна во историјата на човештвото се пролија уште една река македонска крв. После долгогодишната Отоманска империја, после агресивната асимилаторска и денационализаторска политика на буржуазиите на балканските држави, и во овие години од народно-освоителната војна, културата на македонскиот народ не беше сосема уништена. Како еден од многу битните фактори за зачувување на својата индивидуалност и самобитност, нашиот човек лееше крв и за незината чест. И во многобројните борби, македонскиот народ и во името на својата народна песна, вез и ткаење, во името на фреските и иконите, резбата, кој покрај религиозниот има и народен белег, посебната архитектура и уметничкото занаечество, под извонедно тешките услови на робството, на физичкиот и психичкиот притисок на поробувачот, ја одржуваше својата самобитност. Многу наши уметници и сликари директно се вклучија во народно-ослободителната војна, а со нивните скици и белешки станаа хроничари на големите историски настани. Интензивното доживување на масовните драми на страдањето, некои уметници до ден денес со носталгично болен рефлекс на минатото ги сликаат страдалничко-победничките походи од борбата со желба тие никогаш да не згаснат во заборавот на времето. Сиудат Мексико, најголемиот град на светот,
град со најголема надморска височина. Повеќе од 22 милиони жители ја населуваат оваа висорамнина на вечна пролет, давајќи му белег на мегалополис. Како во ретко кој град во светот, овде среќаваме остатоци и белези од културата на владетелите кои господареле со него. Археолошките локалитети на кои се уште стојат очуваните градби на старите ацтеки, градбите од времето на шпанското владење и современата архитектура, се култури кои на овој град му даваат извонедна хармонија и берег на нешто особено што може да се доживее на овој простор. За жал, најголемиот дел од материјалната култура на овој народ бил уништен под варварските наезди на шпанските освојувачи, заради што и културата на старите ацтеки до денес останува прекриена со велот на тајната, иако варварски уништена. Остатоците од материјалната култура на толтеците, ацтеките и маите и денес фасцинира со својата импозантност, архитектонска и ликовна пластика. Да ги спомнеме само плоштадот три култури во кои се вкрстуваат трите епохи: времето на ацтеките, шпанците и ерата на денешно современо Мексико. Потоа локалитетот Тула или Теотиуакан, најголемиот археолошки локалитет, на кој се наоѓаат грандиозните пирамиди на Сонцето и Месечината, како сведоци за духовната големина на овој народ. Набљудувајќи ги овие археолошки остатоци, градбите од шпанското владење, кои до денес безпреконо функционираат и ја исполнуваат својата намена, или современите небодери, човек секако не може да остане равнодушен. Фасцинантни и неодоливи по својата убавина и сугестивност, секоја од нив на свој начин ќе послужи како појдовна точка во изнаоѓањето на вистинскиот пат, во конституирањето на новите сознанија и рамки, во кои ќе започне да се движи немирниот творечки дух на мексиканецот. Тоа ќе се случи по 1910 година, кога големата револуција ја ослободува и уметноста од стеснетите рамки на западната помодарска уметност. Тогаш со сета своја раскошна убавина, традицијата ќе ги отвори своите врати пред ликовните уметници, ќе започне да се провлекува како главна нит во творештвото на идните големи муралисти, ќе ја осликуваат по големите ѕидови ширум Мексико, ќе ги расплантат ѕидовите. Од 1946 година, во главниот град на Мексико започнува да се гради еден од најголемите и најзначајни архитектонски објекти од тоа време, Джиновскиот универзитетски центар, или како што е популарно наречен, студентски град. На овие ѕидини, низ повеќе ликовни техники, како мозаикот, фреската или релјефот, се родија дела кои говорат за автентичноста на оваа уметност, за традицијата и минатото предадени низ окото на современиот творец. Секако, најимпозантно дело овде е делото на О. Горман, кое се наоѓа во зградата на библиотеката. Со своите мозаици на површина од 2000 метри квадратни, оваа градба наликува на некаква чаробна кутија. Потоа ѕидните слики работени во релјеф, а дело на Сикеирос, делата на Франциско Епенс, Чавес Морадо, мозаикот на стадионот во кругот на универзитетот, работен од Диего Ривера и други. Мислата на Чернишевски, уметноста е средство за разбирање меѓу луѓето, како да го наоѓа својот најеклатантен пример во муралите на мексиканските сликари. Големите уметнички дела се раѓаат само од голема радост или од голема болка, а муралите родени под ѕидовите низ Мексико, како да ги соединуваат овие две чувства: радост за добиената битка во големата револуција и тага за напатениот народ од ова парче небо.
Нашиот пат од Југославија до Мексико Сити водеше преку мостот на муралите. Мост кој меѓу овие две земји го постави нашиот ликовен уметник Борко Лазевски. Меѓу ова море од пламнати ѕидови го побаравме нашиот човек кој како единствен сликар надвор од границите на Мексико имал чест да работи врз топлите мексикански ѕидови. Го најдовме во Музејот на технологијата. Го затекнавме како ги поставува контурите на централната фигура. Темата на муралот е посветена на мирот и е со наслов Желба за мир. Димензиите на муралот се преку 10 метри должина и 4 метри височина. На оваа површина од 40 квадратни метри се развива темата на војната и мирот. На крајните позиции на муралот е насликано разгорувањето на војната, која се заканува да уништи се. На овој налет на војната се спротиставуваат огромните раце, што го символизираат прогресивното човештво, кое е спремно да се спротистави на секоја агресија. Симетрично од рацете следат призори од творештвото во мир, на што се надобрзуваат сцени кои символично укажуваат дека науката треба да се управува по трагите на нови простори, што ќе го хуманизираат животот на современото човештво. Во централниот простор на фреската доминира фигурата на мајка со дете, како символ на вечното продолжување на животот, кој во иднина би требало да биде похуман. По првичните надзирања и откривања на мексиканските мурали се појави желба и потреба за откривање на неговата генеза, за сознанија за неговото раѓање. Го замоливме најпознатиот мексикански ликовен познавач, критичар, публицист, професор Антонио Родригес, да ни ја расветли оваа ликовна појава која одбележила цела една епоха во мексиканската култура. La pintura mexicana, la pintura mural, nació en 1921 a consecuencia de la Revolución Mexicana. Мексиканското мурално сликарство е родено во 1921 година како резултат и последица од Мексиканската револуција. Sacudió de tal modo al país que puso al descubierto los grandes problemas. Мексиканската револуција што се разви од 1910 до 1920 година ја потресе земјата во толкава мера што ги разоткри големите проблеми на Мексико. Ги разоткри од територијата, од пејзажот, од географијата до човекот со сите негови проблеми. А тргнувајќи од тоа ги одреди корените на мексиканското минато. Cuando en 1920 el secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, quiso trasladar al dominio de la cultura lo que la revolución. Кога во 1920 година секретарот за народно образование Хозе Васконселос сакаше да го пренесе на полето на културата она што револуцијата го стори на полето на економијата, политиката и социјалната политика, замисли еден културен проект од голема важност кој се состоеше од тоа да му се овозможи образование на народот. Да се подигнат училишта, библиотеки, големи изложби, многу весници и да се создаде секретаријат за народно образование како што дотогаш не постоеше. Во рамките на ваквата голема културна програма беше осмислено и муралното сликарство. Диего Ривера дојде во Мексико во 1921 година, по 14 годишен престој во Европа и имаше веќе оформено своја посебна и важна питорескност и беше дел од европската авангарда, а поседуваше и голема наобразба од културен и од ликовен аспект. Тој беше повикан да биде активен член на ова ликовно движење. Направи еден мурал во амфитеатарот на Escuela Nacional Preparatoria, која имаше голем одек.
Тој беше реномиран сликар, беше голем сликар и оствари целосно ново сликарско дело што им го привлече вниманието на сите. А младите сликари, кои ја посетуваа отворената сликарска школа, возбудени од достигнувањата на Диего Ривера, посака и самите да сликаат мурали. Беше повикана една група сликари, Фернандо Леал, Фелипе Пуертас, Лаканал, Жан Шарло, Мерсија Каедо да сликаат во препараторија. Препараторија на тој начин се претвори во работилница, во лабораторија на мурално сликарство. Подоцна исто така беа поканети Сикеирос и Хосе Клементе Ороско. Така во 1920, 1921 и 22 година беше иницирано ова големо муралистичко движење. Со појавата на литографијата во 19. век, во Мексико брзо се развива политичко-сатирична графика. Почнува со Пичета, продолжува со Мануел Манила и Хозе Гвадалупа Посада, кој е најизразитиот представник на оваа насока. Посада повеќе од било кој мексикански уметник во 19. век ја разбрал автентичната народна уметност и визионерски ги преточил незините принципи во своето творештво. Во илјадници графики, тој ги изразува песните и баладите, приказните и секојдневниот живот, критикувајќи немилосредно се што не чини, било да е во прашање црквата, политиката или владата. Неговата работилница се наоѓала близу до Уметничката академија. Студентите, меѓу кои и идните големи тројца, Ороско, Сикеирос и Ривера, се воодушевувале од неговите графики, во кои силно се чувствувал полсот на животот во градот и земјата, и од неговите идеи подоцна ќе се потврди дека се тие визионерски. Ако Посада беше непосредниот жив учител на големите тројца муралисти Ривера, Ороско и Сикеирос, тогаш остатоците од материјалната култура на нивните предци беа вечниот непресушен извор на вдахновеност и инспирација за сите нивни големи остварувања. Како и кај античките храмови во Древна Грција, така и овде, на овој географски простор, среќаваме архитектонски градби со извонредно богата пластика, низ која старите народи го искажувале својот восхит, страф и почит кон природата и незината недофатливост. Истовремено, почитувајќи го Бога, тие во негово име ги украсувале своите храмови. Овие мотиви, символи, легенди за постанокот на Мексико, насликани од еден изумрен народ, како златна нишка се провлекуваат низ големите панорами на филмски прикази насликани од рацете на големите сликарски имиња и нивните помалку познати современици. Комуницирајќи со духот на своите предци низ специфичниот јазик на сликарскиот израз, мексиканските ликовни уметници и муралисти воедно и најблагородно се одолжуваат кон големиот долг што им го оставија уништените цивилизации на толтеците, ацтеките и маите. Во корените на нивната култура тие ја пронаоѓаат и истакнуваат потребата за својот собствен национален белег. Историјата на Мексиканската револуција за ослободување од феудалните угнетувачи, а која се роди во првите години од 20. век, наедно е и историја на раѓањето на мексиканското современо сликарство. Уметниците, кои во најголем број се чувствувале угнетени, творечки стеснети, постојано принудувани да се восхитуваат на се што е странско и да го мразат сето она што е домашно, обично родено низ вековното живење и традиција, во револуцијата гледаат и шанса за своето творештво. Некои од нив директно се вклучуваат во борбите, станувајќи со тоа и очевидци на настаните. Преживеаните ужаси и страдања од борбите длабоко ја притискаат свеста на младиот Ороско. Од тука, во неговите дела, мощне често речиси секогаш се присутни виталните реминисценции од војната, предадени низ цврстите и енергични фигури и ликови на борците за слобода и правдина. Идејно-филозофскиот темел на муралот во Мексико всушност го содржи никулецот на војниот импулс, зашто сите големи тројца живеат во време кога лично ја преживуваат сета опачина и трагика на војната. Експресивно, символичното соопштување на настаните од револуцијата
Мексиканските муралисти го предаваат како национална, монументална епопеја, величајќи ја при тоа големата револуција. Монументалните сцени од борбите или политичките настани од тоа време всушност се хронолошко соопштување на автентичните настани, носејќи со себе етичко-хумани пораки и вредности, кои не се порака само на авторот, туку на целиот мексикански напатен народ. Незаборавни остануваат кај набљудувачот масовните сцени, насликани во својствената тридимензионална техника на мексиканските муралисти, со перфидна точност на ликовите и предметите, како во детално разработено сценарио. Ниту еден напишан текст или инсцениран на сцена не може да го долови вистинското време и дух на настаните, како овие морали, кои секогаш ќе останат живи слики од големата револуција. La pintura mural se desarrolló durante varios años. Муралното сликарство се развиваше во текот на повеќе години, во текот на повеќе декади. Можеме да речеме дека декадите на 20-тите и 30-тите и 40-тите па и 50-тите години беа период на подем на мурализмот, период на голема брилијантност. И во овој период беа реализирани некои од најважните дела на мексиканскиот мурализам. Во секретаријатот за народно образование муралот на Диего Ривера, Ескуела препараторија на Хосе Клементо Ороско, Човекот и огнот во Гвадалахара и уште многу други кои представуваат дел од големиот уметнички подем на Мексико. Pero al llegar al 1950, más bien dicho en 1952, que es cuando Tamayo aparece con algunas de sus obras muy importantes, como es el nacimiento de la nacionalidad. Но по 1950 година, подобро речено во 1952 година, кога се јавува Тамајо со некои од своите извонредни дела, како што се Раѓањето на нацијата, и кога Гобија и Секеирос остваруваат едно многу важно дело во Хоспитал де ла Паса, сликарството се наоѓа во својот зенит. Но се појавуваат и некои од неговите големи недостатоци. Мексиканското сликарство, кое во зачетоците беше многу револуционерно, не само во содржината, туку и во формата, почнува да опаѓа. Влегува во период на декаденција. Од 1950 година па наваму се отвора еден нов фронт меѓу младите кои се борија против мурализмот и кои сметаат дека мурализмот нема веќе творечки капацитет за да и понуди нови можности на уметноста. Тука би можеле да речеме завршува големата етапа на мурализмот и започнува една нова етапа без јајот на минатото. Треба да признаеме, траеше 30 години, што не е малку за овој и ваков наш век во кој тенденциите се јавуваат, се раѓаат, развиваат, декадираат и исчезнуваат. Но муралното сликарство не одумре целосно. Во Мексико се уште се реализира мурално сликарство. Се јавува серија нови сликари како Бенито Месајерин, Белкин Фредерик Силва, Леополд Фиера, Фани Рабена, кои имаат насликано низа мурали во Мексико. Така и денес се прават мурали. Затоа повторувам, не само што има иднина, туку има и сегашност. И денес се негува муралното сликарство во Мексико.
делото на Борко Лазевски и во најексклузивниот дневен и периодичен печат на Мексико беа испишани најпофални зборови како за содржината, така и за ликовната постапка на авторот. Да го слушнеме уводниот текст од каталогот на еден од најпознатите ликовни критичари на Мексико денес, Антонио Родригес. Еден бележит феномен придонесува муралното сликарство на Мексико и на Југославија да се сопаѓаат. И едните и другите уметници има потреба од големи површини на јавни места, отворени кон народот, за да го кажат гласно она што има да го кажат за премрежијата на своите народи. Тоа е основата на совпаѓањето, можеби и затоа што и едните и другите бараа суштини во старите културни корени, што ќе им помогнат да ја најдат или истакнат смислата на националниот идентитет. Мексиканските уметници изнајдоа во предшпанскиот свет, во мексиканската скулптура, во теотиуаканската архитектура, во кодексите на ацтеките и маите, во муралното сликарство на старите замоци и пирамиди, дел од духот што внесе во нивниот нов јазик собствен акцент. Југословенските уметници го презедоа од зданијата осликани во 13 и 15 век, настојувањето да се изразуваат преку фреско сликарството со монументални форми, со собствени белези на една уметност што еволуираше од византиска во балканска. Муралната уметност на Борко Лазевски тргнува токму од овие премиси. Таа е духовна и филозофска консеквенца на борбите водени од неговиот народ, за да се ослободи од освојувачите и тираните. Тој зема од муралното религиозно сликарство на средниот век, во неговата родна Македонија, од техниката на фреската, монументалноста во изразот и одреден достоинствен однос кон ликовите. Уметник со дефинирана личност би било невкусно да се зборува за формалните влијанија од Мексико во неговото дело. Може да се согледа во нашата земја, во амбиентот на нашите мурали, како нешто што не ни е туѓо, нешто што, иако доаѓа оддалеку, нам ни е блиско. На оваа двојност се должи делумно интересот што делото на овој голем југословенски уметник го побуди кај нас. Иако зборобите криза и декаденција во муралното сликарство на Мексико денес се мощне присутни во ликовната јавност, факт е дека голем број млади сликари не можат да му одолеат на предизвикот на овој специфичен ликовен израз. Свртувајќи се кон темите од современиот живот, со сите негови проблеми и предности, тие свесно се впуштаат во вртлогот на овој сликарски порој со желба да застанат пред некои од големите студени и мртви ѕидови на современата архитектура и да им вдахнат живот. За време на нашиот престој во Мексико, посетивме едно 8-годишно училиште во кое осликувањето на ѕидовите му беше доверено на познатиот муралист Арнолд Белкин. Еве што вели тој за својата генерација. Hay una curiosa contradicción que en México los muralistas gozamos de gran prestigio, merecidamente o inmerecidamente, porque lo hemos heredado de los grandes muralistas de la época de la post-revolución. Los muralistas de esa época, como participaron en la revolución, Постои интересна контрадикција дека ние муралистите во Мексико уживаме голем углед, заслужено или незаслужено, зашто сме го наследиле од големите муралисти од постреволуционерната епоха. Муралистите од тоа време, како учесници во револуцијата, и биле на располагање на власта и имале многу работа, зашто муралот во времето по револуцијата бил дел од кампањата за описменување на народот и бил дел од политиката за народно просветување.
Со одминувањето на годините, а веќе измина 75 години, мурализмот веќе престана да се развива во толкава мера, но сепак за денешнинава остана наследството на мурализмот како дел од нашата култура. Entonces, el muralista de hoy en día, el muralista de mi generación, Така, муралистот од денес, муралистот од мојата генерација, се наоѓа во ситуација на поставеност на мурализмот како дел од нашата култура и наедно не постои импулсот на постреволуционерната епоха. no existe ese ímpetus que existió en la época postrevolucionaria. Sin embargo, algunos Но поради фактот што постои свест за мурализмот како дел од нашата култура, некои од нас, како мене и некои мои колеги, имаме доста работа. tenemos bastante trabajo. Yo pues he estado pintando murales constantemente desde hace ya varios años y así algunos de mis colegas. En cambio, Веќе низа години постојано сликаме мурали. За разлика од нас, мнозина не се заинтересирани за мурализмот. Па сепак, меѓу нив има и такви млади луѓе кои се заинтересирани за јавната уметност. que se interesan fuertemente por el arte público. Pero, de todas maneras, Но se можеме podría да заклучиме concluir дека diciendo во que современото nuestro arte сликарство во es Мексико, contemporáneo. иако не се посветуваат на мурализмот, младите уметници наследиле еден вид монументалност, еден вид чувство за монументалното. Una cierta monumentalidad, un cierto sentido de lo monumental y un cierto compromiso público. O sea, el arte en Во Мексико, уметноста не се согледува како објект кој се продава во галериите за одреден круг интересенти, туку постои свест дека уметноста може да служи и за комуникација со еден дел од публиката која не поседува висока куповна моќ. Мислам дека во Мексико се уште живее свеста за уметноста како јавен израз. que no tenga el alto poder adquisitivo. El arte como expresión pública, creo entonces sigue vigente en México.